Добар ден, драги ученици! Јас се викам Билјана Начовски и сум наставник по француски јазик во Основното училиште Свети Климент Охридски во Делчево, како и во подрачните училишта во село Трвотивиште и село Разловци. Денешниот час, односно денешнава наставна единица е наменета за учениците од 9-то одделение. Aujourd'hui, nous allons apprendre les expressions pour demander et donner une opinion et comment exprimer votre accord ou désaccord avec quelqu'un. Значи, денеска ќе се запознаеме со изрази за барање и давање мислење. Кои се целите на овој час? Да се запознаеме со изразите со кои што бараме туѓо мислење или го искажуваме своето мислење, но и како искажуваме согласување или несогласување со нечие мислење. Јас ви поставив овде неколку фотографии, неколку примери и низ тие примери ќе се обидам да ви доближам дел од изразите кои што најчесто се употребуваат, а малку подоцна ќе ги погледнеме сите изрази кои што се употребуваат. On va regarder cette photo. Vous avez ici un chien et vous avez une question. Qu'est-ce que tu penses de mon chien? Il est beau? Oui, je le trouve mignon. J'adore les animaux. Donc, vous avez la question, qu'est-ce que tu penses? Et dans la réponse, vous regardez, oui, je le trouve. On va continuer. C'est ennuyeux. Qu'est-ce que tu penses? Je pourrais sortir ce soir? Mais non, tu ne regardes pas la télé? Selon moi, tu devrais rester chez toi и boire du café. Значи, на мене ми е досадно. Што мислиш дали би можел да излезам вечерва? Ама не гледаш ли телевизија? Според мене би требало да останеш дома и да се напиеш кафе. Значи, овде е употребен изразот selon moi и претпоставувате дека значи според мене. Quelle belle vue! Comme je suis restée dans mon appartement plus d'un mois, ce matin, j'ai compris que je vais une très belle vue. Tu ne savais pas ça? Selon moi, tu avais toujours la plus belle vue. Значи, овде имаме една ситуација, comme je suis restée dans mon appartement, и овде, selon moi, е изразот кој што е употребен за искажување на мислење. Значи, бидејќи останав дома повеќе од еден месец, дури утрово забележав колку убава гледка има. И мислењето е selon moi, tu avais toujours la plus belle vue. Според мене, ти секогаш ја имаше најубавата гледка. Qu'est-ce que vous en pensez? Значи, овде наблюдувате две фотографии. Vous avez une photo et une opinion. Oh, elle va la manger? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle va adorer mon cadeau. Je l'ai acheté pour elle. Et vous avez ici une autre opinion. Je pense que vous les deux, vous êtes vraiment adorables. À ton avis, on devrait aller en voiture ou à vélo? Ова е барање на совет. Значи, по твое мислење, што мислиш, дали би требало да одиме со автомобил или со велосипед? Tu connais mon opinion sur les voitures. Les voitures font du bruit et je déteste le bruit. Selon moi, ça serait mieux d'aller à vélo. Со црвено е обележено. Mon opinion, selon moi, и ова се изрази кои што се употребуваат за искажување мислење. Значи, ти го знаеш моето мислење за автомобилите, тие прават врева, а јас мразам врева. Според мене би било подобро да одиме со велосипед. Ma chérie, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle voiture? И сега малку да се пошегуваме. Ta nouvelle voiture, d'après moi, elle est plus vieille que toi. Значи, во прашањето имаме qu'est-ce que tu penses? Во одговорот d'après moi. Драга, што мислиш за мојата нова кола? Твојата нова кола, јас мислам дека таа е постара од тебе. Е сега, според оваа фотографија, ние се изведуваме заклучок со изразот je pense que. Je pense qu'on a bien mangé. И мислам дека навистина е така. Е сега, кои се најчесто потребуваните изрази за да побарате туѓо мислење? Qu'est-ce que tu penses de? Qu'est-ce que vous pensez de? Quel est ton avis?
selon toi, d'après toi, comment tu trouves? Значи, qu'est-ce que tu penses de, što misliš za? Qu'est-ce que vous pensez de, što вие мислите за? Значи, овде во продолжение може да има што мислите за училиштето, за екологијата, за интернетот и така натаму. Quel est ton avis? Selon toi, значи quel est ton avis? Кое е твоето мислење? Selon toi и d'après toi значат според тебе. Comment tu trouves? Како ти изгледа или како ти се чини. Кои се најчесто употребуваните глаголи за искажување мислење? Тоа се penser, trouver, croire. Овде се запишани во прво лице еднина, бидејќи нашето мислење го искажуваме со прво лице. Je pense que, мислам дека, je trouve que, сметам дека, и je crois que, верувам дека. Les expressions pour exprimer son opinion, quelles sont? Vous avez ici, selon moi, d'après moi, à mon avis, c'est mon opinion. Selon moi, l'amitié est très importante pour les jeunes. D'après moi, tu devrais te reposer. À mon avis, il est sévère, il n'explique pas bien et je ne peux pas le comprendre. On devrait apprendre le français. C'est facile, c'est mon opinion. Значи, овие реченици, овие примери можете да си ги запишете во вашите тетрадки, можете и уште еднаш да го изгледате видеото, затоа што мислам дека ќе ви биде потребно подолго време за да ја совладате оваа наставна единица. И сега, овде се наоѓа еден мал разговор помеѓу две лица кои што имаат различно мислење за една иста личност. Да видиме што кажува првото лице. Je pense qu'elle est belle. À mon avis, elle n'est pas belle. Selon moi, elle est adorable. Pas du tout. Je pense qu'elle parle beaucoup. Elle est bavarde, mais d'après moi, elle a le plus beau sourire. Je ne suis pas d'accord. Sylvie a le plus beau sourire. Mais je pense que tu es tombé amoureux. Moi, je ne pense pas comme toi. Mais elle est vraiment sympa. Ова е лесно, мислам дека го разбравте, бидејќи веќе сте девето одделение и знаете поголем број на зборови. Е сега, значи, кога некој го кажува своето мислење, вие можете да се согласите со него, да имате исто мислење и тоа можете да му го кажете со следниве изрази. Je suis d'accord, je partage ton point de vue, tu as raison, je partage ton avis, je suis de ton avis. Значи, јас се согласувам, го делам твоето мислење, tu as raison, ти имаш право, je partage ton avis и je suis de ton avis, јас мислам како тебе. Но многу често, сите ние се наоѓаме во ситуација кога не се согласуваме со туѓото мислење и тогаш ги употребуваме следниве изрази. Je ne suis pas d'accord. Јас не се согласувам. Je ne partage pas ton point de vue. Значи, не го делам твоето мислење или не мислам како тебе. Tu as tort, кога му кажувате на некој дека греши, значи ти грешиш или не си во право. Je ne suis pas de ton avis, значи не мислам како тебе. И pas du tout, не, воопшто не. И сега, според мене, многу е важно, кога ќе го искажете вашето мислење, без разлика, дали се согласувате со некого или не, морате тоа да го зацврстите со со некоја добра причина. Значи, ако имате некое мислење, треба да ги кажете и причините за тоа. Тогаш се употребува сврзникот parce que, затоа што je pense que j'ai le meilleur professeur, parce qu'il explique bien, il dessine, il chante. Значи, мислам дека го имам најдобриот наставник, затоа што тој објаснува убаво, црта и пее. Внимавајте, само кога го употребувате парска, додека е употребен пред самогласка или немоаш, треба да скратите како во случајот. И сега овде се наоѓаат неколку реченици и вие треба да ги пронајдете речениците кои се за интернетот
односно позитивните страни на интернетот, а кои се спротивните реченици на нив, односно оние кои што кажуваат на негативната страна на интернетот. Pour ou contre l'internet? Selon moi, l'internet est très utile. Au contraire, c'est dangereux. Je pense que je pourrais trouver de nouveaux amis. Tu as tort. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inconnus. Je pense que c'est pratique. On pourrait regarder des films à l'internet. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, il vaut mieux aller au cinéma avec tes copains. Значи, сите кои што се обележани со зелено, тие се за интернетот и означуваат некои од позитивните страни, додека другите кои што се обележани со црвено, како овде, значи тие ги укажуваат на негативните страни на интернетот. За повеќе примери и вежби можете да погледнете на интернет на следниот линк, каде што има повеќе изрази за искажување, мислење и вежби. За домашна работа треба да одговорите на неколку прашања. Qu'est-ce que tu penses de ta ville? Значи, што мислиш ти за твојот град? Selon toi, combien de temps tu devrais passer devant ton ordinateur? Според тебе, колку време би требало да поминуваш пред компјутер? И à ton avis, c'est mieux d'aller en vacances ou à rester chez toi? Според тебе, дали е подобро да се оди на одмор или да си останеш дома? Одговорете ги прашањата, искажете ги вашите мислења и како што ви кажав, употребете парска, затоа што така вашето мислење би изгледало многу поубаво. А јас ова видео ќе го завршам со добро познатата изрека. Je pense, donc je suis. C'est tout de ma part. À bientôt et à la prochaine.